слушатели, добра вечер. Во вечерашново Визавис зборуваме со универзитетскиот професор доктор Кирил Барбариев од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Професоре, добра вечер, добре дојдовте. Добра вечер и благодарам на поканата. Образованието се смета како витален општествен орган, но во нашето општество е главен политички инструмент, многу користен во партиско-калкулантските сделки и се чини прв на одстрел кога треба да се кратат развојните буџети покрај културата. Сметате ли дека долг период сме во една ваква образовна каша? Вие многу зборувате, многу критикувате, меѓутоа дали можем баш вака да дефинираме дел од рак-раните на нашиот образовен систем? Па добро, ние подолго време целокупното општество, целокупната држава која што се наоѓа веќе предолг временски период во една криза, почнувајќи од 90-тите години па наваму, преминувајќи во еден друг систем, барајќи се самите себе во сите подсистеми внатре, може да се каже дека целото тоа се одразува и на образованието, и образованието како дел од општеството ги трпи сите тие последици кои што на некој начин се удар на сето она што се случува на граѓаните во оваа држава и сите сме сведоци, сите сме современици на овој предолг временски период, така може да се каже, на измачување или на барање, што е она кое што всушност треба да биде вистинскиот или еден од најважните столбови на општеството и на државата, тоа е образованието. И тука има причини многу. Ја спомнавте политиката и мислам дека таа во континуитет е, можеби, дали може така да се каже, но еден од клучните виновници зошто образовниот систем е дојден до ова ниво, покрај многуте други фактори низ кои што исто така може да се издвојат. Така да недостига визија, недостига промена на образовната парадигма, недостига истражување што е тоа што ние после 90-тите години требаше да го направиме. Така да навистина образованието може да се каже сведено на многу лошо ниво и тука има повеќе фактори зашто е тоа така. Секогаш се актуализира проблемот со образованието и тоа колку е тој образовен систем подложен на промени и колку тие промени се во насока на развоја, колку стагнација и деградација можеби, особено кога ќе излезат научните студии и истражувањата. Еве имаше неодамна една на Пирс 2021, која вели дека во 15 години нашите ученици воопшто не напреднале во однос на нивото на читање со разбирање. Колку се вие слушувате со податоците кои што излегуваат, параметрите кои што се користат за проценка на нивото на кое што се наоѓаат нашите ученици во однос на учениците во светот на таа возраст? Така, да. Значи, тоа се познати студии во кои што Македонија учествува некаде од 2001 година, Пирс истражувањата и некои други студии, и тие податоци излегуваат деновиве и тоа е точно дека ние од, ми се чини, 43-4 земји кои што се во таа студија, ние сме на некој 35-37 место и дека внатре резултатите се навистина поразителни. Дека само 1% од учениците го следат она ниво кое што е стандард, ниво на европско ниво на кое што тие индикатори, бидејќи тие инструменти на некој начин се инструменти и се однесуваат и за децата во Македонија, и за децата во Србија, и за децата во Словенија, и во Хрватска, и во Германија, и во Швајцарија, и во Романија, така да постојат некакви стандардизирани елементи кои што се универзални, постојат некои кои што се соодветни на контекстот, така да тоа се сериозни истражувања, сериозни испитувања во кои што суштината на тие истражувања е како образовните системи после тие резултати треба да сватат нешто и да пристапат во некакви промени, во менување на она што всушност треба да биде подобрување на тие состојби. Тоест тоа е и тоа не е, видите, тоа е познато од многу одамна, не само во тие студии, дури истражувањата на PISA на 15 годишниците. Што е заклучокот? Заклучокот е дека сето она што се случува дури и во предучилишното, на 4, на 5, на 6 годишна возраст, понатаму го следи тоа и во истражувањата на Пирс во 3-то, во 4-то одделение. Целото тоа се повторува на 15 годишниците во PISA, значи тука има повеќе нивоа каква е нашата јазична писменост, какви се нашите математички вештини кои што се поврзани со сето она понатаму кој што всушност треба да биде развој и на когнитивниот и на социоемоционалниот развој на личноста на човекот. Така да, тоа се сериозни показатели во кои што премалку
успеваме да ги толкуваме за да го менуваме образовниот систем. Инаку промени ќе има. Единствената работа која што треба да ја разбереме е дека ние постојано ќе се менуваме и постојано треба да истражуваме, да ги бараме патиштата во кои што ќе се подобруваме. Така да тоа се креаторите на образовните политики, тоа мора сериозно да го земат во предвид. Кога зборуваме за реформи, што според вас, вие сте добар познавач на состојбите и постојано давате ваши мислења, но и врз основа на искуствата стигнате низ годините, како треба да го промениме образовниот систем? Дали овие парцијални обиди за промени не може би носат во ќорсокак повеќе отколку обмислени и може би побавни, но коренити? Видете, македонскиот образовен систем, односно нашата држава има стратегија за образование и таа стратегија за образование е донесена 2018 година и беше донесена во Собранието на Република Македонија. Помината е низ еден подолг процес на истражување со меѓународни експерти, со домашни експерти и нашата и општа и стручна јавност, па и политичка јавност ако сакате, се договорила 2018 година во таа стратегија во кои правци всушност треба да се менува образовниот систем. И во таа стратегија се наведени многу елементи за кои што ние сега разговараме. Концепцијата која што беше донесена е врз основа на таа стратегија. Јас бев дел од концепцијата на тој тим и ние ја следевме стратегијата во која што беа напишани внатре тие елементи дека е потребно подобрување на јазична писменост. И такви истражувања има и 2015 година кои што се повторуваат со овие кои што се денес во делот на математичка писменост, во делот на социоемоционалниот развој, во делот на инклузивноста на она кое што се повеќе се зборува, во делот на интеркултурата, како ние се гледаме помеѓу себе со различните етнички заедници. Целото тоа представува внатре еден од столбовите на основното образование и на воспитно-образовниот систем, да речеме интеграцијата на предмети. Но во јавноста тоа не најде така и не беше така прифатено како што очекувавме, на кој што искрено пристапивме ние кои што работевме внатре како професори, како стручен тим. Внатре имаше тим од 20 на 30 професори, наставници од основно образование, од средно, кои што разговаравме и го ставивме тоа на хартија како концепција која што во следните 5 до 10 години треба да се пристапи во менување на воспитно-образовниот систем. Но внатре се гледа дека и ние во стручната јавност и во општата јавност имаме различна визија по кои патишта треба да тргнеме за да стигнеме до она кое што всушност треба да биде. Јас лично мислам дека ние сите го говориме истото, можеби на различен начин, можеби некој тоа го гледа од друга перспектива. Но генерално мислам дека стручната јавност мора повеќе да се интегрира околу овие теми и да направи некаква точка на пресвртница на кои елементи ние ќе се согласиме дека мора да се пристапи веднаш во менувањето и подобрувањето на она што треба да биде квалитетен воспитно-образовен систем, квалитетен систем на образование на наставници, на професионален развој. Значи, менување на целокупната средина и перцепција што е тоа образование. Ние само декларативно зборуваме во овие 30 години дека образованието е важно, дека тоа е еден од столбовите на општеството. Но не можете во едно училиште да имате елементарни нерешени проблеми од аспект на вода, на струја, на грејење, на услови на работа, на табли, на спортски објекти и така натаму и така натаму. Значи тоа кажува дека ние некаде ја губиме смислата или односот колку ни е реално замислен во она на кое што сакаме да го реализираме. Може би комуникацијата била проблем во начинот на кој што се информира јавноста и стручната и општата во однос на промените. Се согласувам, бидејќи мислам дека тука можеби министерството требаше да има подобар пристап, методолошки пристап во објаснувањето, во барањето на начините на одговорите, можеби во барањето на простор да се остави некој период тоа да се објасни добро, да се представи. Така да се согласувам, но ние како луѓе работевме и го ставивме тоа на кое што мисливме дека има реални шанси да се направи во нашиот воспитно-образовен систем. И тоа не се некои новости во кои што ние сме нешто фантазирали или сме. Тоа се некакви примери кои што се и од домашни истражувања и од меѓународни истражувања ова за кое што зборувате. Како ние ако 2001 сме имале проблем со читањето и сме на тоа ниво и не сме напреднале 20 години. Кога ќе го подобриме? Кога ќе се менуваме? Кога ќе отвориме таа тема? Сега што ќе се случи? Ќе дојде некоја друг министер, па ќе направи друга концепција, па сега некоја друга група ќе рече, ова не може вака, ќе бараме некаква друга и тоа
кога ќе заврши во општество. Така да тука бара некакво надминување и бара некаков пристап во кој што се согласувам дека можеби методски како ќе пристапи стратешки министерството, државата во континуитетот на образовните политики треба да биде можеби по примерот на Словенија. Словенија направила 1995 година се согласиле дека еден министер во следните 10 години ќе биде истиот министер за образование со тимот со кој што ќе работи и дека тука нема да влијаат одредени политички, дневно-политички, не знам какви други ситуации, промени кои што можат да влијаат на континуитетот на образовните политики. И дури тоа толку стратешки е пристапено, дури се вклучени сите медиуми во Словенија, во кои што точно се знае дека еднаш во неделата ќе се зборува на темата образование и ќе се објаснуваат темите. Зошто тоа се воведува? Кои ќе бидат ефектите од тоа што се воведува? Се финансираат телевизиите, да речеме, од владата да се зборува на таа тема, да има дебатни емисии, да се спротивставуваат мислења. Се во интерес на она кое што треба да биде интерес на децата, на учениците, на наставниците. Имаме ли ние политичка зрелост да спроведеме? Мислам дека имаме, зошто да не? Тоа е нешто кое што мислам дека сите го зборуваат истото. Министрите за култура и за образование се можеби од позициите кои што најчесто се менуваат дури во рамките на времетраење на една влада. Да, така е, тоа е некаде година и пол до 2 години максимум трае. Значи тука не достига таква интеграција на сцена, на политичката сцена, прво тоа треба да настане. Дури има една книга на Андреа Шлейхер, кој што е всушност еден од креаторите на PISA истражувањето, кој што всушност дека зборува дека едни од кошниците на вистинскиот развој на образовните политики најмногу е политиката, бидејќи таа не може да го види развојот од перспективата на кој што денес е во овие 2, 3, 4 години, дека успесите ќе дојдат после 5, 6, 10 години од одлуките. Така да, и тие сакаат да веројатно да реагираат во некакви политики во кои што краткорочно ќе се видат нивните резултати, за да можат да добијат веројатно на политички поени и PR и не знам што се не друго. Како човек од медиумите сум светок дека последниве неколку години медиумската писменост стана еден од главните термини со кои што се оперира и овде, меѓутоа се наметнува и како потреба во образованието. Дали ова не е синоним за тоа читање со разбирање што ни недостига до 15 години и потоа сваќаме дека и возрастните наши се медиумски неписмени, односно не читаат критички со разбирање? Така да. По новата концепција медиумската писменост е вградена преку интердисциплинарно преку наставниот предмет македонски јазик. Значи, внатре е посветено од првото оделение работа на медиумска писменост и фокусирано е на воспитување и на образование на децата, на учениците од рана детска возраст па до крај на средно образование низ кое што тие всушност споминуваат, бидејќи се смета дека клучниот момент или предизвик со кој што ќе се соочуваме ние како генерација, особено новите генерации во 21 век е всушност премногу информации и селекција на информации. Дека клучната работа е како вие всушност ќе направите селекција и како ќе препознавате што е тоа што всушност вам или она што го работите ќе ви биде корисно наспрема сето она што може да биде лажни вести, етикети, злоупотреби и така натаму и така натаму. Така да тоа е тема која што гледам дека и се повеќе доаѓа како проекти од Европската унија, се повеќе во нашата јавност се подигната свеста, се вклучуваат медиумите. И тоа само кажува колку образованието треба да има, образовните политики треба да имат сенс за вклучување и на локалните, и на регионалните, и на националните медиуми во образовниот систем за работа на овие теми. Јас длабоко верувам дека било кој медиум преку вклучување на наставната програма за реализација на медиумска писменост е исто така дел од политиките на воспитно-образовниот систем. Ова што, да речеме, кај нас премалку се препознава, а тоа е всушност креирањето на како во една локална средина, сите ресурси може да се искористат за подобрување на училиштето, на детската градинка, на библиотеката, на факултетите. И тука имаме ние автономија и слобода да се, тоа е до нас. Колку јас во оваа општина ќе креирам некакви политики на поврзување на медиумот со училиштето, на медиумот со библиотеката, со музеот, со театарот, со спортските клубови, бидејќи тие деца кои што се второ, трето, тие исто така спортуваат, одат во некои секции. И целото тоа всушност треба да биде многу поврзано, да биде сето во интерес на развојот на личноста на младиот човек, бидејќи клучната работа на образованието е развој на личноста, на социоемоционалниот развој на човек. Вие гледате колку се ние потресовме од настанот, колку светот
се потресува тие настани кои што се случија пред еден месец во Србија. И ние сваќаме дека всушност тоа е клучната работа во основното образование. Социоемоционалниот развој, бидејќи одреден предмет, дали тоа ќе биде физичко воспитание и образование, може да биде и најважниот предмет. Бидејќи ако јас после средно образование се бавам со не знам, станам некаков за нечија, зошто мене ми требале некакви предмети за кои што ми создале некаков анимозитет и јас ко тоа развивам некаков негативен однос кон образовниот систем. Значи тоа треба да биде на таква релаксирана ситуација на поминување на детето од прво одделение до, бидејќи тоа се деца на 6 години, на 7 години, на 12, на 15 години, кои што имаат проблем со сопствениот идентитет, со сликата за себе, се барат себе, кај сум јас, што ќе бидам. И тука е училиштето, тука се наставниците, тука се институциите да му ги отворат очите, да го насочуваат. Не сме ние тука кои што сега мораме да му кажеме мора по овие предмети, ти се това. И тоа е важно, но според мене не е тоа најважното. За здраво општество. Апсолутно, и за... да. Професоре, ова не само што не потресе, мислам дека брановите стрес се уште се чувствуваат и парцијално, но и можеби генерално се преземаа некои чекори. Еве знам во општина Струмица голем број училишта имаат полициска обезбедување. Не знам колку ова на децата им влијае позитивно или застрашувачки. Меѓутоа, дали ние всушност подзаборавивме како општество на тоа колку е важно да се негува детето и да се делува воспитно. Се чини дека многу повеќе се водеше сметка за образовниот аспект на целото основно образование. Мислам дека, да, ве разбирам што е суштината на прашањето, но јас мислам дека тука има и нешто кое што не е до нас. Во смисла, целиот тој притисок на ова капиталистичка идеологија, не знам како да ја наречам, во трката по она кое што всушност представува работни обврски, надвор од користење на време кое што треба дополнително да го работиш за да заработиш, за да преживееш и за да обезбедиш за своето семејство. Мислам дека и тоа целото се толку одразува на една динамика на семејството внатре, на релациите внатре кои што даваат исто така некакви последици. Се согласувам целосно дека треба многу да се работи на воспитно-образовниот процес, но знаете, воспитната компонента е дел и од образовната компонента. Ние додека ги децата образуваме, всушност додека се тие на училиште и преку предметот преку кој што го предавам јас, или односно наставникот во трето одделение, било кој предмет, тој внатре си има некакви воспитни принципи, воспитни компоненти. Значи, тука е сега целата мудрост на знаењето на деталите на педагогијата, на колку ние како факултети кои што ги образуваме идните наставници ги подготвуваме за времето со кој што се соочуваме. Бидејќи генерациите пред 30-40 години ги немале овие ситуации со кои што ние се соочуваме денес. И гледате, никој не прашува како младите имаат толку достапност до алкохол. Тоа не е тема на родителите, тоа е тема на општеството и на државата. Како младите можат во било кое време да се најдат на било кое место после 10, ако има закони за тоа. Значи тоа не е тема на училиштето а како последици се одразуваат на нас. Тоа не било така пред 30 години. Значи ние не можеме да се доведеме во ситуација дали јас како родител на дете во пето одделение сум полош родител од генерациите во 1970 или 80 година. Не го мислам тоа. И не мислам дека ние денес како родители сме, туку некако времето наметнува некакви други состојби, други претисоци на кои што ние внатре како луѓе кои што работиме по институции треба да ги најдеме механизми како ќе се бориме со тоа. Како ќе се бориме против социјалните мрежи, сето тоа што се случува, изложеноста на децата, како ќе се бориме против достапноста на алкохолот кај не знам, еден куп други пороци кои што можат да станат пороци во животот на еден човек. Целото тоа се теми кои што сите општества ги отвараат и внатре создаваат такви интердисциплинарни тимови и работат на тие теми. Така да тоа е борба, тоа е нешто кое што постојано треба да го поставуваме пред себе како институции, да ги бараме одговорите на децата. Ми наметнавте прашање затоа што велите образовниот систем, мислам образованието, особено во овие први години би требало да биде нели порелаксирано, детето без стрес да го минува. Од друга страна, спомнавте дека ова капиталистичко општество ствара притисок и внатре во семејствата, така е, да. Кои што бараат поголеми компетитивности од
од детето, па ние имаме судири во овие две Така е, единки, да. образование и семејство. Како детето ќе минува релаксирано или наставникот ќе рече дека добро напредува ако тоа не е во однос Така е, со стандардите кои што ќе ги постави родителот? Апсолутно. Како ќе направиме рамнотежа? Рамнотежата може да се обидуваме да ја обезбедуваме преку тоа што ние како стручни институции, училиштата, педагозите, психолозите, факултетите постојано ќе имат некакви средби со родителите. Дали тие ќе бидат од неформален, од формален, на родителски средби, работилници во училиште, во кои што заедно ќе споделуваме што е тоа што кога детето се наоѓа во одредени критични точки на развој на личноста, во одредени ситуации, на родителите ќе им се даваат некакви насоки, некакви вештини, како тоа да можат да го решаваат во одредена ситуација. И мислам дека тоа е исто многу голем предизвик пред нас како образовен систем. Да речеме, поставете го прашањето. Пред некој ден се слушнав со некои пријатели во Англија и велат, моето дете е на училиште до 25 јули, ми каже. 27 јули имате еден месец одмор во месец август. Значи, наспрема нашиот, да речеме, летен период на распуст, значи, ние тој академски календар на наставна година не ни е променета на нас кој знае колку, 40-50 години. Значи, можеби внатре треба да се направи и друга организација на времето. Зошто едно дете, зошто се градат едносменски училишта? Зошто децата, за да бидат во една стимулативна средина во кој што тие стимулуси кои што треба да му ги даде средината во делот на неговата креативност да се бави со некаков, не знам, балет или спорт или поезија или литература, и ти во училиштето може да му ги отвориш тие негови прозорци. Денес вие тоа не можете. Денес вие треба после училиштето да го запишете на некоја секција, да оди на некој спорт, да оди на пливање и целото тоа и да го разнесувате, и целото тоа треба да го регулирате финансиски. Затоа реков дека тука не е едноставно денес на родителите. Затоа училиштата, образовните системи треба да бидат најубавите точки. Тоа треба да биде училиште во кое што и државата, и локалната заедница, и бизнис секторот ќе инвестира во тоа најубаво место за да може детето да го помине со задоволство, да може родителот кој ќе дојде внатре да се чувствува добро, да има сега содржини после завршување на распустот. Која е програмата на училиштето? Која е програмата на образовниот систем во делот на некакви летни школи, во делот на некакви спортски активности, некакви други активности кои што можат да децата да го пополнуваат своето слободно време. Ние тука имаме многу предизвици. Тоа се наши теми, тоа е системот. И сега кој го креира системот? Пак ние го креираме со нашите визии. Тоа никој не ни брани ние да го направиме. Како ќе се поврзиме овој медиум со библиотеката, па со училиштето, па со не знам, локалното одделение за образование, па со градоначалникот, па да направиме една програма да работиме. И тоа се однесува за сите градови. Но пак идеите мора да дојдат од профили, од образовни политики кои што ќе ги интегрираат сите тие сектори, ќе треба да обезбедат некакви финанси, ќе треба да го стават тоа како проект на некаква хартија. И тоа целото да станува некаков систем. И тоа е тоа, вие гледате колку имаме ние природа околу нас убава на кој што можат децата да минуваат 5-6 дена во природа, во кој што ќе имат некакви такви воннаставни активности, планинарење, па ќе учат нешто. И тоа е тоа што го прави светот. И тоа не е нешто толку, ние на тоа се гордееме кога ќе отидеме нели во некој образовен систем, видите како го прават тоа. Па тоа не е ништо комплицирано туку. Треба да се седне, да се работи, ако во моментот се констатира дека одредени политики можеби не даваат резултат, можат и да се менуваат, тоа треба да биде еден отворен систем, треба да работат такви тимови внатре, на такви луѓе кои што во ред проценуваме дека треба нешто да се менува, окей, ќе промени. Но со однос тоа е добро, тоа не е добро, ова е лошо, никогаш нема да биде подобро. Тоа тешко ќе може да се менува, и мислам дека предолго некако на младите генерации им даваме лоши примери. Во смисла, знаеш, сега тука е така, па сега ти види, ако можеш некако да се снајдеш, па ќе бараме некој човек да видиме, мислам, и тоа е уште тема на разговор овие 30-20 години. Тука мислам дека политиката има многу голем проблем. Со само негирање. Апсолутно, да. Тоа се менува, тоа може да се менува со визија на луѓе кои што ќе ги ставаш на тие позиции да ги препознаваат. Вие гледате колку родители сакаат нивните деца да учат надвор од Македонија. Тоа од една страна е, за жал, мене ми е криво што тоа се случува, но од друга страна
ми кажува дека општата јавност во Македонија, дека родителите точно знаат дека образованието е многу важен момент и дека нивното дете сака да биде воспитувано и образувано во една стимулативна средина. Зошто бараат додат на некакви франшизи познати да учат англиски јазик, затоа што препознаваат дека тоа е важно за нивниот развој, за она што понатака тие сами во животот ќе се борат и ќе го барат како решение. Тоа е работа. Тоа е занает. Ја мислам дека реформите се занает. И тие бараат искрени луѓе кои што тоа ќе го прават, ќе го работат, ќе дојдат некој од нив ќе го учи, па ќе го продолжи тоа. И тоа е континуитетот на генерации. И повеќе продуктивни генерации создаваат добри општества и добри држави. Тоа не е приказна на една генерација, тоа не е приказна на една генерација ни во бизнис, ни во било кој сектор. Значи бара се континуитет на издржливост, на промени кои што ќе влечат напред. Пред неколку години, кога зборувавте во Струмица на тема библиотеки и потребата на библиотеките, рековте дека библиотеките треба да бидат центар на заедницата, каде што младите ќе сакаат да го минуваат своето време, каде што тие ќе ги градат своите интереси и ќе се бараат себе си, затоа што во спротивно тоа ќе бидат улиците, обложувалниците и некако ова од денешен аспект ми делува пророчки, затоа што се остварува. Младите навистина ги бараат своите интереси во обложувалниците, околу училиштата има полно казина и обложувалници, еве во Струмица ова е честа случај. Секаде е тоа, да. Па која би била денешната ваша порака со оглед на тоа повторно ќе зборувате за библиотеките како темел на писменоста? Знаете, има неколку сценарија какво ќе биде училиштето во следните периоди. И тие сценарија се изготвувани од сериозни институции, од експерти, од луѓе во држави кои што сериозно поставуваат некакви визии кај ќе бидеме 2040, 2050, значи мултинационални компании, универзитети и покрај тоа што има неколку лоши сценарии, има едно позитивно сценарио, едно најпосакувано сценарио од кое што доаѓа од децата, од наставниците и од родителите. А тоа е како ќе создадеме средина образовна, библиотека, училиште, факултет, кој што всушност ќе биде центар на заедницата, најубавото место. И како внатре ќе имаш една таква интердисциплинарност и мултидисциплинарност во кој што во таа зграда, од предучилишно, во кој што дури, јас сум го тоа видел во некои земји, кој што тоа постои. Дури децата во таа зграда и градинката на средината. Во таа зграда навечер се оди и на аеробик, и на некакви спортски активности. Тоа се огромни комплекси. Може човек да се осамостои да чита, да пие кафе, да слуша музика, да гледа филм. Значи еден таков, како се вика тоа, мултимедијален центар во кој што луѓето посакуваат да влезат внатре и да го минуваат своето време, да видат, да слушнат, да прочитаат нешто од стотици илјади книги, извори. И сега, зошто е тоа така? Заради тоа што вие погледнете денес, можете да земете еден таблет и на таблетот имате 100.000 книги во PDF, да ви имате цела библиотека. Да седнете дома, да пуштите аудио, видео, да ставите слушалки, некој тоа дури да ви ја чита книгата, вие да седете и да пиете кафе или чај. И целото тоа всушност предизвикува, и тоа се денес случува, тоа е веќе можно, аудио книга, видео книга, и тоа го има веќе. Значи, но библиотеките тоа сами нема да можат да го направат. Тоа треба државата да има стратегија во која што ќе рече такви 2-3 библиотеки во Македонија ги правиме во следниот период и тие ќе коштат, не знам, 300 милиона евра. И во еден таков центар во Штип, во Струмица, во Битола, во Тетово, во Скопје, всушност ќе почнат луѓето да барат и некакви други стимулативни содржини наспрема се тоа на кое што се изложени младите луѓе. Бидејќи ти си го оставил тој простор, ти не му даваш на него некакви стимулации за спорт, за рекреација, за култура или за да го земеш тоа да го правиш, ќе се измачиш, тоа е тешка работа тука. Значи не му е дадено на детето да биде и на родителот да биде целото тоа во рамките на она на кое што треба да биде. Па зошто плаќаме буџет за здравство, за образование, за кај се тие средства? Тие средства треба да влезат во поддршката на таквите моменти, бидејќи за тој универзитет во Штип плаќа и некој човек од Берово, плаќа и некој човек од Липкова. Значи, одговорноста внатре на сите нас, всушност, ние треба да подигнеме свеста што значат образовни институции, едукативни институции. Музејот како ќе се вгради во тоа, или театарот како ќе се вгради. Имате 40 на 50 на луѓе, да речеме, од уметноста во една средина од 40-50 илјади жители. Имате писатели, имате поети, врвни.
имате, не знам, бизнис заедница и целото тоа ни недостига како да го поврзаме за да направиме ситуации на образовни институции кои што ќе влечат внатре, кои што некој ќе рече јас ќе се останам за полугодие во Струмица од средно затоа што училиштето ми нуди некаква работа и ќе заработам 50.000 денари во овие 3 месеци. Например, тоа не можете да го обезбедите на млади. И сега ние од тука се чудиме зошто тој ќе оди на некој брод или на некоја Макдоналдс сендвичара, размена, за да заработел 800-900 евра и да плати 500 евра ноќевање месечно, да речеме. Значи, тука е, дали сме разбрали ние, да речеме, во државата, што е државата? Да. Професоре Барбарев, отворивме многу важни прашања. Се надевам дека дадовте и некои одговори и теми за размислување. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на поканата.